Благодарам, председателе, почитуван градоначалник, почитувани колеги и советници. Во однос на точка 11 морам да кажам дека како координатор на советничка група беше мој предлог да се разгледи стратегијата за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија за периодот 2017-2027 година. Би сакал по однос на оваа дискусија да биде формулирано формулирана оваа точка како неприфаќање, значи во делот кога ќе дојде за гласање, за неприфаќање за оваа стратегија на интеграција на бегалци и странци во Република Македонија за 2017-2027 година. Која е причината поради која што го кажувам ова, бидејќи овие две точки се навистина поврзани една со друга, ќе ми дозволите, председателе, да дадам еден краток осврт и ќе кажам дека не се во право колегите кога кажаа дека не е доставен материјал. Мислам дека на мейл ни беше пуштена оваа стратегија во делот на финансиските импликации кои што ги побараа. Мислам дека во ребалансот е спомнато и образложено колку би коштало овој референдум на ниво на општина Кочани. Зошто е битно ова прашање и зошто е битно да се дискутира на оваа тема, ќе кажам следно. Ќе морам да прочитам одредени делови од оваа стратегија кои што ги видов и со кои што треба сите реално да се соочиме, па искрено мислам дека и колегите советници од Социјалдемократскиот сојуз, иако се дел од оваа владеачка гарнитура, бидејќи оваа стратегија произлегува од Министерството за труд и социјална политика, мислам дека искрено како жители на општина Кочани и како советници кои што потекнуваат од оваа општина, како што беше точката која што едногласно беше прифатена со 19 гласа, мислам дека и овде без разлика на одредени работи би требало да биде разгледана и едногласно прифатена и од нивна страна, затоа што искрено сите сме засегнати од оваа страна и од оваа стратегија. Ќе почнам во воведот кој што е даден, бидејќи ова е должност да го прочитам пред граѓаните на општина Кочани, што и зашто е причината за отфрлање. Значи, морам да кажам дека во воведниот дел стои дека за 2016 година 65 милиони лица се водат како бегалци, од кои што само половината од овие се од три земји, значи тоа е од Сирија, Авганистан и Сомалија. Морам да кажам и на друга работа, бидејќи знам дека ќе се вклучат во дискусија и ќе прокоментираат во однос на стратегија која што постои многу поодамна, и морам да дадам вовет и во однос на овој дел. Значи, Македонија станува кога станува збор за бегалската криза, потекнува од 1999 година, повеќе од 360.000 бегалци кои бегаа од воените зони и бараа меѓународна заштита пристигната во Македонија. Додека поголемиот дел од нив доброволно се вратија во Косово по завршување на конфликтот, во 2016 година се уште има околу 600 лица кои што се водат како бегалци. Во тој период, од 2008 до 2015 година, значи владата на Република Македонија ја усвои првата стратегија за интеграција на бегалците за периодот 2008 и 2015 година. И тогаш, во тој период, државата почна етапно да го презема покривањето на финансиските трошоци кои што произлегуваат од пристапот до социјална заштита, сместување и здравствено осигурување. Во 2009 година, со поддршка на УНХЦР и Министерството за труд и социјална политика се основа Центар за интеграција на бегалци и странци кој стана носител на имплементацијата на мерките за стратегија на интеграција на бегалци. Една од битните работи кои што е спомнана во оваа стратегија која што морам да кажам, тоа е анализата која што е направена од Центарот Министерството за труд и социјална политика, е таа следната, дека оваа стратегија од 2008 до 2015 има одредени недостатоци, а тоа се следните. Општо земено, анализите на активностите спроведени во изминатите 7 години покажаа дека поголем дел од помошта ги задоволила основните проблеми и потреби, додека помали резултати по однос на вработување, образование и долгорочни решенија на домување не е постигнато. Најмалку позитивни резултати се забележени на полето на постапките за стекнување државјанство, каде бегалците и лицата не добиле одредена заштита. Следбено новата стратегија ги истакнува токму овие развојни аспекти со силен акцент на одржливоста, предвидувајќи се опфатни решенија на полето на образованието и вработувањето. Од друга страна, подвисоко на националната агенда останува прашањето на неопходното активно учество на единиците на локалната самоуправа.
во сферата на домувањето, како и прашањето на олеснување за процедурата за стегнување на државјанство. Нас како советници и како дел од оваа општина не засега токму ова прашање, каде што како локална самоуправа, каде што и ние како дел од советници, а верувам и граѓаните, сме највеќе засегнати. За да биде уште подетално објаснено, значи должност ми е да ги прочитам целите на стратегијата кои што се ставени од Министерството за труд и социјална политика на оваа влада. Новата стратегија ќе се надоврзе вика на резултатите постигнати до 2016 година, каде се научени важни лекции во врска со давање поддршка на бегалците. Меѓутоа, определувајќи ги приоритетите според титност, стратегијата за 2008 година требаше да реши одредени утврдени недостатоци во пристапот до правата гарантирани со стекнување статус, како што се пристапот до права на социјална здравствена заштита. Второ, решение за итно сместување и многобројни прашања за кои што владата за прв пат вели обезбеди финансиски средства од финансирање од сопствени средства. За понатамошно подобрување на системот за интеграција и решавање на преостанатите стратешки недостатоци, новата 10-годишна стратегија се насочува кон следните цели. Овие се цели, тоа е точка 1.4, вели вака. Прва точка, јакнење на системот на интеграција преку мерки за градење капацитети и партнерства што потикнуваат локално учество и интерактивни комуникации. 2. Развој на одржливи мерки за рана интеграција. 3. Остварување одржливи и долгорочни стамбени решенија што промовираат интеграција во општеството и со кои што се избегнува гетоизација. Еве го она што беше спомнато и на почетокот, дека ние како општина ќе бидеме директно инволвирани и како граѓани ќе мораме да одлучуваме во однос на долгорочното стамбено решение. Сите искрено слободно толкување, знаете дека ситуацијата со бегалците е таква и дека ќе дојде момент кога ќе дојде прераспределување на нив и одредени луѓе во слободниот разговор мислеа дека ќе се направат одредени градови, нели беше спомнато близу Гевгелија, Криволак или било што, меѓутоа целта на оваа стратегија не е тоа и баш еве наведено дека треба да се избегне гетоизација. Тоа значи сконцентрирање на одредена група на бегалци на одредена територија. Самото тоа кажува дека сите овие бегалци ќе морат да бидат згрижени под одредени општински локални самоуправи во делот на долгорочно стамбено решение. Четврто, постигнување на образовните цели заради јакнење на интеграцијата во општеството и промовирање на одржливо вработување. Пето, обезбедување можност за вработување заради јакнење на самостојноста на целната група и избегнување на нејзината зависност од социјална заштита. Шесто, и едно од најбитните работи кое што е исто така спомнато тука, постигнување оптимални резултати преку поврзување на мерки за стекнување на државјанство. Тоа значи дека во овие 16 години ние не знам колкава е бројката, меѓутоа од статус на 600 бегалци имат многу мал број добиено државјанство. Тоа значи дека со оваа стратегија сите овие луѓе ќе треба да во скратена процедура и во скратена постапка, освен тоа што ќе добијат стамбено сместување, вработување, една од најбитните работи дека ќе треба да добијат и државјанство. И седмата точка, воведување иновативни методи за оптимизација на резултатите од локалната интеграција во сите сектори. Меѓу другото кое што беше спомнато, значи морам да прочитам, Македонија може да има полза од идно оптимизирање на финансиски и човечки ресурси, како и изнаоѓање на алтернативни начини на надграда на одредени работи. Сето ова кажува дека ние како советници и како граѓани на оваа општина се директно засегнати и затоа оваа стратегија е директно поврзана и со она што е како предлог дадено иницијатива од граѓаните и од градоначалникот и од нас ставено како точка 13, тоа е распишување на референдум на кое што сите сме свесни дека луѓето и граѓаните кои што живеат во оваа општина треба на наредните избори во првиот круг да го кажат своето мислење дали се за или против насилување на бегалците. Јас искрено сакам да кажам и не сакам да бидам погрешно сватен, значи ние немаме ништо против овие луѓе, тоа се луѓе кои што навистина, значи преку 60 милиони луѓе кои што бегаат од одредени
кризни подрачја каде што се војува, меѓутоа сметам дека и Македонија и општините како Кочани и сите други се кажат и вие дека ова прашање и кажавте и вие дека е актуелно сега во повеќе општини, ќе ја засегне директно и економијата и нас како жители, бидејќи ние се уште не сме мокни да примеме одредена група на бегалци. Сакали или не, треба да бидеме сите свесни дека Европска унија веќе води еден план кој што договор за реадмисија, мислам дека се викаше, на бегалците, кој што вклучува нивно прераспределување. Тоа значи дека ќе се направи одредена селекција, одредени луѓе, сакали или не, ако ние не застанеме на бедемот на одбраната, ќе бидат донесени како бегалци и ќе не бидат наложени да бидат сместени, а и ние како локална управа да постапаме по истите. Баш заради тоа, значи ова се работи кои што се битни, не само ние, туку и граѓаните имаат право да ја видат оваа стратегија, ја има на веб страната на Министерството за труд и социјална, да ја разгледаат и да го кажат својот збор по однос на ова прашање. Благодарам. Благодарам. Расправата беше затворена, мислев дека ќе биде конструктивно, но тоа е тоа. Предлог одлуката за распишување на референдум на локално ниво ставам на гласање. Кој е за, ке ме молам? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дали имаме против? Дали имаме воздржани? Констатирам дека предлог одлуката за распишување на референдум. Благодарам. Сега ќе биде спроведено поединечно гласање, шом се сомневате во гласањето. Ќе ве молам стручните служби да ги прочитат советниците за да се изјаснат. Александра Георгиевска. Аки Акиов. Анета Игнатова. Весна Милошева. Владко Трајанов. Димитар Арсов. Дарко Стојчевски. Ѓорги Алексов. Дејан Стојанов. Јордан Димитров. За. Костадин Галачев. Лилјана Арсова. Лазо Митев. Љупчо Стоилков. Марија Наниева. Спиро Ѓоргиев. Сладјана Донева. Сонја Иванова. Сашко Стефановски. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 за исто. Констатирам дека предлог одлуката за распишување референдум на локално ниво е усвоена со 10 гласа за.